почитувани представници на медиумите. Најпрво би сакал да изразам голема благодарност до генералните спонзори на Тиквешкиот Гроздобер 2022 година. И тоа Евроникел, Кожурченка, Винарска визба Тиквеш и Винарска визба Гоце Делчев, како и на околу 40 фирми од Кавадарци и други градови во Македонија кои се покровители на оваа манифестација. По 2 години пауза, кавадарчани заслужуваат ова година да имаат најуспешната манифестација. Тиквешки Гроздобер, затоа што оваа манифестација е традиција, а традицијата не е само што треба да се негува, туку и да се збогатува. Затоа, годинава, освен сите наши планирани содржини, големо внимание обрнавме посебно на карневалското дефиле со многу карневалски групи. Наши и групи кои ќе ни гостуваат од нашите збратимени градови од целиот Балкан. Затоа што сепак дефилето е тоа што му дава најголем белег на Тиквешкиот Гроздобер и во минатите години и сега. Што се однесува до финансиска конструкција на самиот Гроздобер, оваа година општина Кавадарци се учествува со 5.500.000 денари, а околу 5 милиони денари се средства донирани од многу наши опсествено одговорни компании, блиски соработници и секако генералните спонзори. Да напоменам дека во 2018 и 2019 не беше забележан никаков инцидент, а тоа сметам дека е резултат на добрата организација и на сите инволвирани институции како од локално, така и од државно ниво. Па затоа, годинава, институциите одговорни за безбедноста на гостите, на посетителите и на сите учесници во самиот карневал и Тиквешкиот Гроздобер уште навремено се мобилизирани и навремено организирани во делот на безбедноста и организацијата. Околу 100 луѓе се вклучени во делот на паркирање на гостите, кои ги очекуваме во овие 3 дена. Нашите пожарникари, полициска станица од Кавадарци, Општа болница со проширена надлежност и сите други институции кои ќе бидат дел од оваа манифестација. Очекуваме голема посетеност, многу поголема од последните 2 години и ако мислевме дека 2018 го постигнавме рекордот кој беше околу 50.000 посетители на главниот настан, оваа година се надевам дека ќе докажеме дека може уште подобро и уште повеќе. Ви благодарам и ве поканувам на Тиквешки Гроздобер да се видиме во нашето убаво Кавадарци. Што се однесува до самата програмска содржина на Тиквешкиот Гроздобер, покрај музичката програма, а верувам дека тоа е она што најмногу и ги интересира сите посетители, овој пат, за разлика од порано, обрнавме поголемо внимание и на културата, што значи дека за разлика од минатите години, оваа година ќе има многу поголем број културни настани, што ќе ја одбележат самата манифестација. Всушност и секој ден, во секое време додека трае манифестацијата, ќе има содржини за секого и како никогаш досега. А сега малку поопширно за самата програма. Почнуваме во петок во 18 часот на градскиот плоштад, кога и официјално ќе го прогласиме Тиквешкиот Гроздобер за отворен. Пошто следува настап на наш локален бенд, Фор Бенд, трка со келнери на улицата Илинденска, на која ќе земат учество оваа година околу 10 учесници од повеќе општини од Македонија, избор на најдобар коктел со вино на градскиот плоштад. А вечерта, забавата продолжува со македонскиот бенд Зибумб, по нив во моментот најатрактивните имиња на балканската сцена за помладата публика, Нучи и Војаж, и за крај завршуваме со настап на DJ Че. Во сабота, манифестацијата започнува со настап на детскиот фестивал Гроздоберче. Пошто следува традиционалната таблијада на малото паркче, на кое се пријавени 20 учесници, околу 40 точакџи со градска рута, меморијален турнир во чест на трагично загинатите сестри Китеви Елизабета и Антоанета во спортскиот центар Јасмин Кавадарци традиционално, а вечерта продолжуваме со настап на наш македонски бенд, Артист Бенд, потоа ги очекуваме Игор Џамбазов и Гуру Харе и за крај балканската звезда Харис Џиновиќ. Во недела е предвидена изложба на олтајмери. Оваа година ќе има над 30 автомобили на улицата Илинденска пред стрит бар. Во 18 часот започнува карневалското дефиле од новиот центар се до градски плоштад, на кое оваа година ќе земат учество карневалски групи како од Македонија, од Радовиш, Прилеп, Струмица, така и од цел Балкан, од Тиват, Едеса, Раковица, Шолта и многу други градови. Музичкиот дел на градскиот плоштад започнува со нашата млада и популарна Антонија Гиговска.
Потоа, завршува со настапот на човекот кој е повеќе од 30 години на музичката сцена, на балканските и светските простори, поранешен фронтмен на групата Биело дугме, фантастичниот Горан Бреговиќ и неговиот оркестар. Би сакала да напоменам дека истовремено, додека трае целата манифестација, односно за сите 3 дена во градското централно подрачје, така во паркот на Револуцијата, Малото паркче, се предвидени настани со староградска музика, настапи на наши локални бендови, дегустација на храна, вино и ракија. Со ова, сметам дека ќе ги задоволиме сите вкусови, како со музичките, така и со сите други содржини планирани на овој тиквешки гроздобер. И затоа би сакала да ја искористам можноста да ги поканам сите луѓе од секаде, од секој крај на Македонија и надвор од неа. Доколку сакаат да го почувствуваат вкусот на тиквешкото грозје и вино, производи од грозје, убавините на тиквешкиот крај и гостопримливоста на кавадарчани, овој викенд патот да ги води единствено до Кавадарци, за заедно да испишеме уште една приказна под отворено небо. Бензинска пумпа ДМД Оил.